Заедно со Милица. Милица, слушнавте Христина пред малку, тоа се генерално ставовите на студентите, сето оно што вам ви е неопходно и што вие го сакате во моментов. Пред некои 2 недели најавивте протест пред Министерството за образование и наука, барајки како приоритетно да се исплатат стипендиите и студентскиот оброк, што МОН го стори, но велите не би сакале да работиме постојано под притисок и работите да се извршуваат кога ние ќе се заканиме со протести. Доставивте нови барања, што е приоритет на листата? Така, ние како студентски отпор излеговме со соопштение во јавноста и до медиумите за нашите барања. Конкретно сите барања бараме во најкраток можен рок да не бидат исполнети, а тоа е вклучување на наши представници од студентски отпор во работните тела и во работните групи, со тоа што ние како млади студенти ќе учествуваме во креирањето на политиките на младите студенти и подобар студентски стандард. Исто така бараме на времена исплата на студентскиот оброк и негово зголемување во согласност со високата инфлација. Бараме прецизни рокови за реконструкција на студентските домови. Исто така и бараме прецизни рокови за изградба и за реконструкција на зградите на ДИФ и на Финки, кои што во кампусот на филозофскиот, економскиот и правниот факултет едноставно го грдат дворот и ние вртиме по цел круг за да стигнеме до таму. Исто така бараме изначување на стипендиите и нивна ретроактивна исплата, со тоа што студентите кои што го продолжија договорот со МОН, кои што зима досега стипендија, односно минатите години, не им е исплатена разликата, односно тие се уште зимаат по стариот рек 3000 денари наместо 6000 денари. И тоа би биле Ова се само дел од прашањата за кои што веднаш треба да се седне на маса и да се дискутира. Има ли интерес од другата страна, Милица? Од другата страна може би нема интерес, но ние како студенти, генерално како студентски отпор, ќе се погрижиме за да има интерес, а тоа значи со многу порадикални мерки, како што се протест, масовни протести, блокирање на главните крстосници во градот, бойкотирање на наставата, блокирање на факултетите, со тоа што ќе заинтересираме и другата страна, доколку не излезе во пресрат, во најкраток можен рок да не бидат исполнети барањата. Кој е тој најкраток можен рок пред овие протести? Па еве, не даваме некој конкретен рок, но бараме во најкус можен рок да излезе со некоја барање, со некоја промена на нашите услови и стандард, бидејќи е крајно време да биде слушнат гласот на студентите и МОН да има грижа и совест за нас студентите. Имате ли од друга страна поддршка од вашите колеги? Дали вашиот глас е гласот и на секој студент во Македонија? Да, ние имаме поддршка од нашите колеги. Тие не поддржуваат, пријатно е поздравија нашата борба за студентските услови, за студентскиот стандард генерално. И од професорите исто така имаме голема поддршка, бидејќи тоа се проблеми, барања на студентите кои што се разлекуваат многу години назад. Ова не е некој нов тренд, ова не е некоја нова ситуација, туку овие проблеми се постоечки и затоа бараме итно решение за истите. И Милица, во ситуација кога водиме битка за секој млад живот, за секој млад човек да остане овде во државата, велите дополнително не ни се потребни вакви ситуации. Колку актуелни состојби ве демотивираат? Актуелните состојби воопшто не демотивираат, напротив, многу не мотивираат, зашто повеќе да се избориме за нашите права. Па тука би го спомнала и проблемот со меѓуградскиот превоз, кој што треба да ние излеговме и со барање за меѓуградскиот превоз, конкретно за студентите кои што доаѓаат од натрешноста на Македонија. Бараме субвенциониран меѓуградски превоз на студентите, како што пратениците можат 300.000 денари патни трошоци да остваруваат, како да се возат со авиони со некој џет сет. Така сметам дека и студентите имаат право на бесплатен субвенциониран меѓуградски превоз. Младите генерално се историски гледано носители на сите промени во општественото живење, дотолку повеќе важно е да зборуваме дека треба да се слуша и почитува гласот на младите. Колку доколку се прави тоа, ќе ви се даде дополнителен мотив и вие да се вклучите, и вие да креирате промени, и вие да бидете подобри, и вие да се унапредувате? Така, па младите се предвесници на многу општествени промени, студентското будење е предвесник на многу општествени промени.
И сметам дека слушањето и остварувањето на барањата на младите студенти секако дека се од голема поддршка, но сметам дека во Република Македонија има некој тренд да се решават проблемите само со порадикални мерки, односно со протести, со демонстрации, со блокирање на главните крстосници, со тоа што еве имаме примери за барањето за лекови, за покачување на платите, па исто така и ние студентите се солидаризираме со протест и само дури за некое не толку важно прашање мора да се излезе на протест, бидејќи само на тој начин гледаме во пракса дека се решаваат всушност проблемите. Исто така тука би се надоврзала на тоа дека ние студентите без разлика на која етничка група припаѓаме, дали сме македонци, албанци, турци, бошњаци или руми, ние го живееме истиот живот, ги делиме истите услови и го живееме истиот всушност студентски живот. Младите во Македонија, прочитав некои анализи изминатиот период, сакаат европски услови за живот и еднакви можности за напредок. Какви можности сакате сега и одма? Што е најнеопходно сега и одма, за да можеме на следното гостување во Македонија наутро да анализираме дали тоа го имате во пракса? Така. Студентите од Македонија всушност најмногу сакаат да имаат поубави услови и стандард во незините рамки. Значи, да има слух од институциите, државата да се грижи за подобри услови за стандард на младиот човек во Република Македонија. Кога говориме за европските услови, морам да напоменам дека ние сме многу далеко од Европа, ние можеме само да сонуваме за Европа, додека нашите родители можеби ги ја прошитале цела Европа и целиот свет. Во бивша Југославија имале многу поголем стандард од нас студентите денес. Ние можеме да сонуваме за Европа, додека европските земји повеќе се грижат за домашните миленичња, за мачињата и за кучињата, отколку Македонија за студентите во незините рамки. Така да сметам дека ние немаме стандард да отидеме ниту до Дојран, а не па да размислуваме за Европа. Милица, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ние секако ќе се гледаме во периодот кој што следува. Се надевам не на протест, не поради тоа што не сакаме протест, не поради тоа што вие не можете да го направите, туку поради тоа што сметаме дека ќе се слушне гласот и оние кои што треба да реагираат навремено ќе реагираат. Ви благодарам многу. Благодарам за гостувањето.